Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Изградба и продажба на станови Трим и Лум. Охрид е една од најпосетените туристички дестинации во земјава, но покрај убавите впечатоци дел од гостите заминуваат и со забелешки. Најчесто реагираат на недовршената и дотраена инфраструктура, лошата патна мрежа, дивите депонии и отпадот на одредени локации, како и на третманот на бездомните животни. Туристичките работници посочуваат дека има и поплаки за категоризацијата на дел од сместувачките капацитети, бидејќи според гостите, некои хотели кои се рекламираат како објекти со 4 звезди не го дудат нивото на услугата што го очекуваат. Оние кои што доаѓаат со возила, со автобус или со автомобил, прво се жалат на приодот кон градот. Знаеме во каква ситуација е се уште автопатот од Скопје до Охрид. Се жалат на квалитетот на хотелите. Значи има хотели кои што се декларираат со повеќе звезди кои што реално ги немаат тие звезди во Охрид. Туристичките работници оценуваат дека е неопходен посериозен долгорочен пристап за надминување на овие слабости. Според нив, потребна е јасна стратегија што ќе опфати подобрување на инфраструктурата, повисоки стандарди во сместувачките капацитети, поефикасно одржување на јавната хигиена. Само така, велат Охрид, ќе може целосно да го оправда статусот на водечка туристичка дестинација. Треба стратегија, треба план кој што ќе биде долгорочен, треба да се направи, да се настапува на пазарот, затоа што гледаме дека и соседите со кои што ние реално и не можеме да се компарираме, значи тие се земји кои што нудат море, ние имаме само едно убаво прекрасно езеро, меѓутоа секогаш со добар план, добра стратегија на долгорочно може да се има успех. Сепак позитивните впечатоци и понатаму преовладуваат. Туристите како најголеми вредности на Охрид ги издвојуваат богатото културно-историско наследство, природните убавини на езерото и околината, традиционалната македонска кујна и гостопримливоста на домакините. Токму овие предности, велат туристичките работници, се причината поради која голем број посетители повторно се враќаат во Охрид. Општина Охрид со богата дводневна програма ќе го одбележи 2 август денот на Републиката. Одбележувањето започнува на 1 август во 20 часот и 30 минути кај споменикот на илинденците во селото Велгошти, каде ќе биде положено свежо цвеќе. Во рамки на културно-уметничката програма ќе биде изведен драмскиот перформанс Македонија ќе роди нови борци, вие ќе живеете во срцата наши. Ќе настапи Охридскиот женски квартет Хармоникс, а вечерта ќе заврши со концерт на Јована Богдановска. Централната програма е на 2 август, кога ќе се положи свежо цвеќе пред спомен одбележијата на илинденците во градскиот парк и кај Прентов мост. Во 11 часот, кај Прентов мост, ќе се одржи историски час, културно-уметничка програма и настап на музичката група Премиера Бенд. Прославата ќе биде заокружена со илинденска вечер во селото Елшани, каде од 21 часот во дворот на црквата Свети Илија ќе настапат Перчо Матлиевски и Анастасија Митровска. Илинден е символ на слободата, храброста и заедништвото, ден кој со гордост го одбележуваме и го пренесуваме на идните генерации. Порачуваат од општина Охрид, упатувајќи покана до граѓаните да бидат дел од свеченостите и заеднички да го одбележат големиот македонски празник. Добитник на Светската награда на хуманизмот за 2026 година, што ја доделува Охридската академија на хуманизмот, е професор доктор Кристоф Бенедиктер, председател на Европската асоциација на истражувачи и професори. Во писмото упатено до председателот на меѓународното жири, амбасадорот Јордан Племнеш, Бенедиктер се заблагодарил за признанието, оценувајќи дека Охрид е едно од најзначајните духовни и културни средишта на Европа.
Свеченото доделување на наградата ќе се одржи на 9 август на празникот Свети Климент Летен во куќата на Уранија на Македонската академија на науките и уметностите во Охрид. Во рамките на свеченоста ќе бидат одбележани и вредностите на Охридската книжевна школа, а ќе се обратат на ученици, професори, академици и представници на меѓународни институции. По повод 40 години од неговото замонашување на архиепископот Охридски македонски господин Стефан ќе му биде врачена големата повелба на хуманизмот. На 30 јули по полноќ во СВР Охрид било пријавено дека од угостителски објект на плажа во туристички комплекс во близина на Охрид се слуша гласна музика која го нарушува јавниот ред и мир. Полициски службеници извршиле мерење на јачината на бучавата со фонометар, при што било констатирано дека е надмината дозволената јачина. По целосно документирање на настанот против правното и одговорното лице ќе биде поднесена соодветна пријава. Фитнес фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветар од североисточен правец. Максималната дневна температура се искачи до 32 степени. Утре во Охрид сончево и топло со мала облачност. Утринската температура од 18 степени, а максималната дневна до 33 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од минимални 12 до максимални 39 степени. Под влијание на топол бран до крајот на следната седмица времето ќе биде сончево и многу топло. Особено топло ќе биде од среда кога наместа дневната температура ќе биде и над 40 степени.